Последните информации поврзани со истрагата пред малку на пресконференција ги соопшти министерот за внатрешни работи, но оваа тема во живо известува колегата Даниел Василев. Даниел, дали нешто повеќе по 30 часа по трагедијата веќе имаме појасна слика што точно се случувало кобната вечер во дискотеката во Кочани? Деспина, како што кажа, пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски заврши некаде пред пладне. Официјалниот биланс според МВР е 59 загинати, 162 лица кои што побарале здравствена помош од здравствените власти. Она што засега е познато е дека статус на осомничени лица имаат 23 лица, барем она што го кажа министерот Тошковски. Во текот на вчерашниот ден приведени биле 13 луѓе, меѓу кои неформалниот собственик на дискотеката, тука биле и обезбедувачите, меѓутоа и луѓе од пазарниот инспекторат, како и трудовиот инспекторат. Од овие 13, 11 се во краткорочен 48-часовен притвор. Тука е и секако имаше прашање и за поранешниот министер за економија, Крешник Бектеши, меѓутоа Тошковски кажа дека барем во неговиот статус нема никаква промена. Непосредно пред да се случи големата трагедија завчера вечерта, полициски службеници влегле во објектот по претходен оперативен план дека треба да проверат дали внатре има малолетници и дали им се точи алкохол. Откако тие влегле да направат проверка, започнал и пожарот, еден од полициските службеници кои се обидувал да им помогне на присутните го загуби и животот. Меѓутоа, од она што засега е познато, се уште траат оние истражни постапки, практично во текот на денот се очекуваат и нови приведувања на лица кои што ќе бидат сослушани за кобната ноќ. Во продолжение предлагам да погледнеме краток дел од изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во село Рештип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, 1 лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. По превземени мерки на 11 лица им одреден притвор во трајање на 48 часа, починен 29 дела, тоа е тешки дела против општата сигурност, во врска со член 288 предизвикување на општа опасност. И системски ќе смениме нешто во оваа држава? Или ќе нема? Мораме да покажеме свесност и одлучност во спроведувањето на сите оние постапки кои што треба да се превземат. Деспина, според оно што го кажа министерот за внатрешни работи, целиот концерт кој што се одвивал вечерта бил практично на диво со оглед на тоа што ниту било пријавено во Министерството за внатрешни работи дека ќе се одржи овој концерт, ниту пак биле пријавени пиротехничките средства кои што се користеле во текот на вечерта, ниту пак постоел некаков договор помеѓу собствениците на дискотеката и бендот кој што настапувал во текот на вечерта. Според оние информации кои што ги кажа на министерот за внатрешни работи, овој објект практично и наликува на штала. Во продолжение да ја слушнеме и оваа изјава од него. Оние прашања кои што беа во делот на пиротехнички средства, дали министерството требало да издаде одредени дозволи, какви дозволи така натаму. Согласно законските прописи, бројот на факлите, односно количината на пиротехнички средства, целта на палење на ракети, приведување на огромен, факелијада или слични приредби мора да се пријават во СВР, на чие подрачје ќе се одржи. Во пријавата се наведува место, време, број, количини и така натаму. Пријава до Министерството нема.
Така, Деспина, тоа беа генерално сите оние важни информации кои што беа споделени тука на пресконференцијата на министерот за внатрешни работи. Многу повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Даниел Василев, јас ти благодарам за овие информации, многу повеќе секако пренесувам и во следното информативно издание.